Да се почека резултатот од европските избори, па ќе се разговара за датум за преговори. Францускиот амбасадор Тимоние не сака да преюдицира за старт на преговори за членство. Европската конструкција во моментов се соочувала со тежок период. Il faut que ces élections donnent le signal positif. Прво треба новие избори да го добиеме позитивниот знак кој што го очекуваме, а потоа нели ќе си дојде се на своето. Некој знаете, европската изградба се соочува на вистина во моментот со тежок период, меѓутоа европската изградба никогаш пак и не била секојдневно задоволство, нели секогаш била со успони и со падови и потребно е трпение. За изјавата на екс-министерката за европски прашања во владата на Макрон и сега предводничка на листата за европските избори на Републиката во движење Натали Лоазо дека не треба да се додели датум за Северна Македонија и Албанија, Тимоние како представник на Макрон вели дека европската перспектива на земјите од Западниот Балкан била сосема јасна и дека напорно се работело на таа перспектива. Од друга страна, вице-премиерот Османи смета дека 15-годишното оставање на земјата со кандидатски статус покрај искуството донело и негативни последици, како непредвидливост во процесот и немање доволна енергија кај институциите да се справат со капацитетите кои се потребни за процесот на преговори. Моето чувство, и тоа го кажав сега и внатре, дека тоа што ни фали во моментот е еден тригер. Тригерот е одлуката за започнување на преговори. Во моментот кога таа одлука ќе се донесе, верувајте дека пред вашите очи ќе видите невидено консолидирање на институциите, невиден ентузијазам на луѓето и во администрацијата и надвор од администрацијата и тие што се надвор од државата да бидат вклучени во овој процес. Прашањето дали земјата ќе влезе во Европската унија веќе не постоела, а новото прашање било кога ќе влеземе во ЕУ. Во меѓувреме се чека извештајот на Европската комисија на 29 мај и изборите за Европски парламент кои почнаа денеска и ќе траат до недела.